Регионална конференција на тема прогресивно и ефикасно отварање на пазарот на јавните набавки во ЦЕФТА регионот. Конференција во која се вклучени сите стопански комори од регионот и со поддршка на Унијата на трговско-индустријски комори на Германија. Целта на денешната конференција беше да се пренесат искуствата како се спроведува во пракса системот за јавни набавки на ниво на регион, како тоа се прави во Европската Унија и согласно на тоа, значи превземање на оние позитивни искуства како треба овој систем да функционира во иднина. Знаеме дека согласно договорот, ЦЕФТА договорот, се отвори можноста за соработка и во делот на јавните набавки. Оваа можност постои согласно договорот од 1 мај 2010 година. Меѓутоа, целта беше на оваа конференција, значи да се утврди колку, еве веќе сме во 2015 година, колку тоа е постигнато и што се прави во насока, значи за отварање на пазарот и соработка на ниво на регион во делот на јавните набавки. На денешната конференција, значи имаме учесници, представници од стопанските комори од регионот и од Унијата на германски комори, а секако меѓу говорниците и директорот на Бирото за јавни набавки. Тука имаме представник од ЕУ делегацијата во Република Македонија, така што и тие ќе може да се вклучат во дискусијата. Стопанската комора на Македонија уште во како на некој начин и како подготовка за оваа конференција во ноември месец минатата година спроведе и една анкета, меѓутоа и комплетираше еден материјал кој беше изнесен пред членовите на управниот одбор на Стопанската комора на Македонија во насока на тоа согледување каде сме ние во досегашниот процес. Генерално, не само во Македонија, меѓутоа и во рамки на регионот постои висок степен на усогласеност на законската регулатива со директивите на Европска Унија, но друго е прашањето како истото се спроведува во пракса. Генерално, она што беа констатирани како главни забелешки на бизнис заедницата е чистото менување на законската регулатива, бидејќи знаеме дека согласно постојниот закон за јавни набавки само во текот на минатата година имавме 4 измени. Тоа на некој начин доведува до можност за можеби и недоволно време за запознавање и пренесување соодветно на оние препораки, односно директиви начала кои важат во законската регулатива. Најпред би сакала да ве поздравам и да го поздравам вашето присуство на оваа конференција, бидејќи како што видовме постои една долгорочна соработка, а денеска можевме да бидеме сведоци на размена на искуства и информации, меѓутоа не само искуство од Сојузна Република Германија, туку и нешто што е исто така уште поважно, информации и искуство од целиот регион, како што видов денеса овде имавте гости од Црна Гора, Босна и Херцеговина и други држави од регионот. Инаку околу германскиот систем можевте преска да чуете поисцрпно. Јас накратко ќе кажам, нам ни се битни 3 аспекти. Тоа се одржливост, иновации и екологија. Dieses System wird beständig Инаку, овој систем се развива и понатаму, и тоа не само на ниво на сојузни покрајни во Германија, туку и на федерално ниво, а исто така беше интересно да се слушне денеска од господин Аргировски како се развивал македонскиот систем на јавни набавки. Што еднаш сакам да нагласам колку битна ми се чини оваа конференција денес, што се однесува до доближувањето на Македонија кон Европската Унија. Денес овде беше присутен и исто така се обрати и колегата од ЕУ делегацијата. Комплименти до сите и ви посакувам и понатаму многу успех.
First of all, the European Union welcomes very much focus of CEFTA Самиот countries. почеток би сакал да го поздравам оваа денешна конференција и фокусот кој што го ставаат земјите потписнички на договорот ЦЕФТА со оглед на тоа дека се работи за навистина важно прашање од аспектот на економијата. Меѓутоа, земјите членки на Европската унија имаат обем на јавни набавки од 11 до 20% во однос на бруто домашниот производ, меѓутоа тоа исто така изнесува и 30% од националните буџети на овие земји. Исто така, Европската унија го следи усогласеноста со стандардите на Европската унија кај земјите кои се кандидати за членство во Унијата. И од тука сакам да кажам дека следејќи усогласеноста со регулативата, можам да кажам дека ние го поздравуваме законот од 2008 година кој се однесува на јавните набавки. Меѓутоа, од тогаш до сега се забележани повеќе отстапки кои се однесуваат пред се на постоењето на негативната листа на компании, што се разбира спротивно на праксите на Европскиот суд за правда. И исто така забележуваме дека најниската цена представува главен критериум, меѓутоа сепак најниската цена често пати доведува и до понизок квалитет, а не најдобра вредност за парите. Од тука Европската унија сака да истакне дека е многу важно да постои транспарентност во овој процес, но исто така и правичност, и сето тоа е исто така поврзано со забележената пракса на изменети договори за проектот Скопје 2014. The country needs to move in 3 Сакам да кажам дека земјата треба да се задржи на 3 правци, односно треба да се фокусира на 3 правци. Првиот е пред се да се овозможи најдобра вредност за парите, па натаму втората насока е транспарентноста и законските критериуми кои се совпаѓаат со европското законодавство. Како што знаете, исто така и самото законодавство Европската унија претрпе промени со оглед на тоа дека постојат и нови директиви кои што се донесени од 2014 година, кои треба да се исполнат до 2016 година, но најпосле исто така треба да се исполнат и различните критериуми кои што се наведени во политиките, пред се економските, социјалните политики и политиките за заштита на животната средина. Исто така потребно е и критериумите во јавните набавки да бидат доволно отворени со цел да може еднакво учество да имаат и малите и средни предпријатија на пазарот. Nabavki je jako značajan, kao što je Jose Manuel Barroso, predsjednik Evropske komisije, jednom rekao, javne nabavke nisu uzbudljive, jako su komplikovan proces, ali su jako značajne za tržište i uopšte za otvaranje novih radnih mjesta. Stoga je ovaj segment jako značajan i za Crnu Goru, koja je prvi zakon o javnim nabavkama, odnosno uspostavila taj sistem 2001. godine. Od tada smo donijeli 3 zakona i u prethodne godine smo imali izmjene zakona o javnim nabavkama koje treba da doprinese većoj jednostavnosti, fleksibilnosti i jačoj pravnoj zaštiti kompanija u postupcima javnih nabavki. Ono što je važno istaći za Crnu Goru jeste da je od početka, odnosno od osnivanja sistema javnih nabavki, domaći ponuđači nemaju preferencijalan tretman, nego su potpuno izjednačeni i domaći i strani ponuđači, što u tom dijelu govori o otvorenosti crnogorskog tržišta u postupcima javnih nabavki. Ali svakako ova konferencija i slične konferencije i saradnja sa komorama regiona značajna je za nas u pravcu otvaranja, postizanja veće transparentnosti i nediskriminacije za crnogorske kompanije na tržištima ostalih zemalja regiona kada je u pitanju postupak javnih nabavki. Ono što je važno istaći jeste da je Crna Gora u pregovorima sa Evropskom unijom, pa je i samo poglavlje 5 koje se odnosi na javne nabavke već otvoreno i otpočeli su pregovori u tom poglavlju, tako da je u tom dijelu Crna Gora u velikom dijelu usaglasila svoje zakonodavstvo sa direktivama Evropske unije. Ostale su još, da kažem, neke sitne stvari da se usaglase i što govori i o dalje otvorenosti našeg tržišta. Ono što mislim дека е добро е оваа конференција денеска може би или да означиме како некаков почеток на еден поинтензивен диалог помеѓу бизнис секторот и институциите кои ги спроведуваат јавните набавки, бидејќи факт е дека тој диалог изостанува во сите земји, особено во Македонија е тоа проблем, многу често се менува законската регулатива без да биде консултиран бизнис секторот и на тој начин доаѓаме до едни решенија кои се неприменливи. Значи мора да започне процесот на поголема консултација за да можеме да дојдеме до функционални законски решенија.